Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Со подигнување на знамето на ромската заедница на јарболот пред општина Прилеп започна одбележувањето на Меѓународниот ден на ромите 8 април. По цена од 280 денари досега откупени околу 100.000 јагниња, информираше министерот Трипуновски од Прилеп. Според склучените договори, актуелната тутунска реколта ќе биде рекордна. Прилепската болница со сопствени средства набави современ апарат за очна дијагностика. Започнаа пред великденските панајџури во основните училишта. Вечерва и утре во киното Мистон урнебесна филмска комедија Враќање на Жикината династија. Времето денеска променливо, облачно и посвежо. Урбан маркетинг. За сите вас, најубави јајца за среќни великденски и првомајски празници. Живинарска фарма Долнен и Прилеп. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнес центарот во Прилеп. 30 години заедно со вас, Трио 95 Прилеп. Среќни великденски и првомајски празници со производите на Трио 95. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Со подигнување на знамето на ромската заедница на јарболот пред општината денеска во Прилеп започна активностите за одбележувањето на 8 април Меѓународниот ден на ромите. Во знак на почит кон ромската заедница знамето го подигнаа Дејан Продановски, градоначалник на општина Прилеп, и советникот Алмир Сулејмановски, при што најави реализација на проекти за подобрување на условите за живот на ромите во населбата Тризла. Општина Прилеп почнува посериозно да се грижи за жителите на општина Прилеп кои што доаѓаат од ромската заедница. Тука се представници на истите и во оваа прилика би сакал да спомнам дека општина Прилеп покрај ова декларативно одбележување само на овој ден, на 8 април, Меѓународниот ден на ромите, прави сериозни напори за да го подобри квалитетот на живот во населбата Тризла, каде што е сконцентрирано ова население, па така би најавил дека во следниот период за овој дел од градот ќе се изработат 4 детални урбанистички планови, 2 се во тек, кои што треба да бидат преземени. Се надеваме дека со вложување на голем напор ќе ги подобриме условите за живење во населба Тризла. Факт е дека се соочуваат со одредени проблеми од делот на инфраструктурата, домување, образование и така натаму. Се посветува сериозно внимание за раздвижување на сточарството во Македонија, посочи на денешната средба со одгледувачите на овци ресорниот министер Трипуновски.
По цена од 280 денари досега биле откупени 100.000 јагниња, а финансиската поддршка за секторот овчарство во целост била подмирена заклучно со 2025 година. Во таа насока да информирам дека досега се откупени, односно заклани некаде 100.000 јагниња. Цената која што моментално се откупува е околу 280 денари, која што е многу повисока од претходната година. Имаме уште доста за да се дозаврши откупот на јагнето од оваа реколта, но во наредниот период нормално ќе се продолжат кланиците со динамиката која што ја имаат, меѓутоа текот е во одлична фаза. Она и што со денеска ќе го разговарам со здруженијата во делот на идните активности во делот на оваа сточарска гранка, која што, како што знаете, согласно ветувањата дадени пред одгледувачите новци, ги исплатиме и субвенциите кои што се за 2025 година, речиси над 1 милиарда денари кон оваа можеби најтешка земјоделска гранка. Според склучените договори, актуелната тутунска реколта ќе биде рекордна. Интересот е зголемен и од производителите и од страна на откупувачите. Се очекува принос од околу 30 милиони килограми ориентален тутун, најави министерот Трипуновски. Во однос на внесувањето на договорите во ИСЕ системот, знаете дека го продолжиравме рокот до 9 овој месец, меѓутоа заклучно вчерашните податоци кои што ги има министерството, склучени, односно внесени се околу 35.100 договори во самиот ИСЕ систем за површина од 15.110 хектари. Ако правиме анализа во делот на тоа за колкава бројка зборуваме, споредбено со 24 година имаме некаде над 5000 договори плюс во тековнава година внесени, односно аплицирани од страна на земјоделците и за некаде околу 2100 хектари поголема површина споредбено со 24 година. Ова е уште еден показател дека интересот за оваа важна култура е голем. Од страна тутунарите препознае заложбата на владата во делот на пласманот, откупот и целата она активност која што се одвива во делот на оваа култура и постигнатата цена. И затоа имаме вакво зголемување во теков на оваа 26 година. Прилепската болница со сопствени средства набави современ апарат за очна дијагностика, односно за оптичка кохерентна томографија. Апаратот ќе овозможи пациентите наместо во клиниките или други градови во Македонија да ги прават испитувањата во Прилеп, рече Кире Јоновски, директор на Прилепската болница. Одделението за офталмологија покрај осовременувањето на опремата за работа е во процеси на доекипирање, иако се појавува недостиг од средномедицински кадар, посочи доктор Дејан Ристески, началник на очното одделение во Прилепската болница. Ваков апарат досега во болницава немаше и пациентите одеа во соседните градови и во приватните клиники по офталмологија. Поради зголемениот број на тој вид на пациенти, докторите, специјалисти почнаа ќе ви кажат за која патологија се работи. Ние се решивме да набавиме таков апарат. Апаратот е купен со сопствени средства, помалку од 5 милиони денари. Тој е доста софистициран, е меѓу најдобрите во Македонија, така да пациентите правиме се за да не патуваат во други градови, нивните проблеми, нивните болести да се решаваат во нашата болница. Сега сме 4, на пат се уште 3-4 специјализанти кои ќе дојдат во догледно време, кој за годинава, кој в година, некој по 3 години, така да во тој поглед проблем нема. Меѓутоа, малце е проблем со средномедицински персонал, што е веќе работа на управата да ги обезбеди. Едноставно немаме средномедицински персонал со кој би можеле да се максимално искористат капацитетите на постоечките доктори. Започнаа предвеликденските панајџори во основните училишта. Денеска на плоштадот пред основното општинско училиште Кочо Рацин се одржа великденски базар со ракотворби посветени на престојниот празник, кој предизвика огромен интерес кај минувачите. Секогаш, веќе ова ни е 3-та година, каде што панајџорот го организираме на овој простор и сите средства кои што ќе бидат тој е продажен панајџор и сите средства кои што ќе бидат буквално
купени и со парите на изработкиве на децава ќе бидат од деца за деца, затоа што тие ќе се користат за еднодневна наставна активност за учениците. Ќе ги собира родител наравно и ќе се употребат пак за децата. Какви изработки има? Значи има буквално великденски изработки, има и други изработки кои што децава самите заедно со наставниците ги изработуваат. Ќе видите, прошетајте и ќе видите дека има разновидни изработки, јајцина, зајачина, корпина, така да има секакви изработки. Јас сакам сега, само извинете, јас сакам да му го честитам празникот Великден на сите граѓани на Република Македонија. Јас се викам Бистра, имам 6 години и ние изработивме зајчина и со внатре шекерчина и едно јајце големо. Тие истите ги продавате? Да. Со кого ги изработувавте? Ние ги изработувавме со сите деца и со наставничката Анета. Денеска и утре од 19 часот во киното Мистон ќе се прикажува филмот Враќање на Жикината династија. Никола Којо му се враќа на ликот на Миша Павловиќ по повеќе од 30 години. На Миша во Србија му доаѓаат синовите кои долго не ги видел зашто живеат со Наташа во Москва. Кога пристигнуваат момчињата што ги носат имињата на своите прадедовци Жика и Милан, започнува нова луда година полна со смеа, авантура, но и семејни вредности. Филмот Враќање на Жикина династија е со време траење од 100 минути, а билетите може да се набават пред почетокот на проекциите. Никола Којо му се враќа на ликот на Миша Павловиќ по повеќе од 30 години. На Миша во Србија му доаѓаат синовите кои долго не ги видел зашто живеат со Наташа во Москва. Кога пристигнуваат момчињата што ги носат имињата на своите прадедовци Жика и Милан, започнува нова луда година полна со смеа, авантура, но и семејни вредности. Филмот Враќање на Жикина династија е со време траење од 100 минути, а билетите може да се набават пред почетокот на проекциите. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно и посвежо. Во Прилеп променливо облачно и посвежо со сончеви интервали. Минималната температура достигна до 6 степени, а максималната 15 степени. Во наредните денови се очекува продолжување на променливо облачно и посвежо време со утрински температури кои наместа ќе се спуштат под нулата. Во четврток ќе дува умерен до засилен северен ветер кој на моменти ќе биде и силен. Кон крајот на петокот, во текот на ноќта и во сабота се најавуваат повремени локални врнежи од дожд, а на повисоките места и на планините поради продор на постуден воздух од север, врнежите ќе бидат од снег. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, април 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.